Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Во гламурозна атмосфера свечено отворено 35-тото јубилејно издание на фестивалот Браќа Манаки. Врачени наградите на тројцата оскаровци Крис Менџис, Лука Пигаци и Жулиет Бинош, која се расплака на сцена. Чоколадната Бинош сака чоколадо, Џони Дип го мрази. Заев вели дека има сигнали за решавање на спорот за името. Синоќа во Центарот за култура во Битола, во гламурозна атмосфера, свечено беше отворено 35-тото јубилејно издание на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки. Тера телевизија преку директен пренос синоќа ја пренесуваше атмосферата, а во денешните вести куса ретроспектива за тоа кој помина, со кого беше и со каков стајлинг на црвениот тепих. Звезда на вечерта беше славната актерка Џулиет Бинош, која е една од ретките звезди кои биле на овој фестивал, а која застана пред новинарите на црвениот тепих за да даде изјава. Look at that. Yes, I'm very happy to be here. Многу сум среќна што сум тука. Имам голема чест. Цел ден го поминав посетувајќи многу места, археолошки места, манастири. Многу сум голем фан на икони. Ги видов најубавите икони што некогаш сум ги видела во животот. Филмот мора да биде направен од прекрасен режисер. Тоа е клучот. Многу сум патувала и всушност сум работела на многу филмови. Битно е што е она што е внатре. It is, because DPs, they're making the films. Снимателите го прават филмот и како актер мора да имате силна врска со нив, доверба, бидејќи тие го прават светлото и може да изгледате 30 години постари. Морате да имате доверба дека ќе го доловат моментот и сцената. Тоа е љубов
in terms of trust and доверба. also you're going, as an actor, you're going through so many layers, emotions. И поминувате низ неколку емоции и нивоа и мора да го видите бидејќи медимото тука во очите и многу е важен и директорот. И многу сум среќна што ги ставате тука на пиедестал и што го ставате светлото на нив, бидејќи обично тие го ставаат светлото на други. Што носите вечер? I'm wearing you. Ве носам вас. Живанши. Свечената церемонија се одржа во големата сала на Центарот за култура, каде беа врачени наградите на тројцата оскаровци, двајцата кинематографери Лука Бигаци и Крис Минџис, како и на актерката Бинош, која се расплака на сцена. Пред повеќе од 1 век, кога двајца браќа од Македонија од Битола купија една филмска камера. И со тоа стана првите филмски сниматели на Балканот. Благодарение на нивната визија, ние знаеме повеќе за светот и векот во кој живееле нашите предци. Благодарение на нивниот завет, Македонија веќе 35 години е организатор на најстариот меѓународен фестивал на филмската камера, што во нивна чест го носи името Браќа Манаки. Can you hold it? Thank you very much. Our cinematographers, they were not very talkative tonight, so I have to be talkative for them, because I think, you know, directors direct us as actors, but cinematographers, they're the first one to see us, and all the faces we give, all the faces you see in films, they're being loved and taken care of by those cinematographers. They're the link somehow of a hidden place inside of us as actors. Ви благодарам многу, ви благодарам за вашето гостопримство. Нашите кинематографери вечерва не беа многу зборлести, па затоа јас ќе бидам зборлеста во нивно име. Знаете како е на филмови, режисерите не водат, но првата врска помеѓу публиката и актерите, они што ги гледаат нашите лица, се токму кинематограферите. Оние лица што ние ги прикажуваме и што вие ги гледате на филм, за нив се грижат токму кинематограферите. Се враќаме на црвениот тепих, каде заминувањето на Столе Попов од синокешното свечено отворање го привлече вниманието на медиумите, но и на Бинош, со која очи во очи се сретнаа заедно со Лабина. На синокешното свечено отворање на 35-тиот Манаки дојде и режисерот на филмот Добалчак Столе Попов. Во изјава за медиумите не сакаше да ги коментира случувањата околу неговиот филм, односно реакциите за неисплатените хонорари, како за дел од актерите, така и за доќанџиите од Битола, кои се заканија дека ќе протестираат на светската премиера на филмот на фестивалот во Битола. Пред да влезат и последните гости на свеченото отворање, Столе Попов излезе од салата на Центарот за култура и замина. Премиерата на Добалчак е вечерва, кога исто така фестивалот организира црвен тепих. Во овие вести за афинитетите на Бинош. Чоколадната Бинош сака чоколадо, Џони Дип го мрази. Останете со нас. За големиот јубилеј на Манаки, филмско дружење со уметниците на 35-тиот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Во сите фестивалски денови Сотера телевизија во живо од фестивалска Битола, во специјалната емисија Кон звездите Сотера.
секој ден од 18 часот. Вие ја гледате Тера телевизија. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Свето денес, ритамот на градот, Спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Освен најавите за протести на фестивалот, браќа Манаки беа соочени со стравот од невреме токму кога е црвениот тепих, но врнеше претходно и по церемонијата, кога е регистриран и гром. И Битола вчера беше зафатена од силно невреме проследено со дожд и грмотевици. За среќа на целиот фестивал браќа Манаки, дождот се случи пред да започне церемонијата на црвениот тепих. Со тоа филмскиот гламур можеше да биде покажан во вистинското светло. Откако гостите влегоа во Центарот за култура, некаде по 21 часот се случи големо невреме. Дожд и грмотевици повторно ја погодија Битола. Младиот фотограф Михаел Гаджовски точно во 21 часот и 49 минути ја направи оваа фотографија. Денеска вториот фестивалски ден продолжи со блиска средба на Бинош со новинарите и филмаџиите. Весна Шеровска. По синоќешната церемонија на црвениот тепих и свеченото отворање на фестивалот Браќа Манаки, каде звезда на вечерта беше оскаровката Жулиет Бинош, денеска таа на блиска средба со новинарите и филмските работници. Според неа, филмот е извонредно остварување, во кое меѓу другото на површина се издигнала улогата на кинематограферот и уште еднаш на отворена сцена го потврди значењето и улогата на кинематограферите и нивната соработка и поддршка на актерите. So, I swear. Well, the importance of cinematographers. I can only remember, when I make films, I do remember the cinematographers because they're, while you're getting inside of what you've got to do as an actor, the first person you see usually is the one near the camera because he's the first one to see what happened. And sometimes, you know, that sometimes they're seen as technicians, you know, and it's an easy way to get business, but it's not. На отворениот разговор со публиката во Битола, на прашање од модераторот Лабина Митевска во врска со нејзините активности во јавните политики, Бинош потврди дека, освен преку филмот, низ кој секогаш е во потрага по вистината, таа се труди и во јавниот живот да влијае врз смалувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните во светот. Кога сакате да правите промени, тогаш треба да сте совесни и свесни и добро информирани. За мене тоа најважното, свеста и совеста. Не можете да правите промени надвор ако не се промените од внатре, од душата. Се борам за намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните, луѓето што имаат моќ и може да направат промена, односно да го смалат големиот јаз меѓу богатите и сиромашните. Јас знам дека сите ние имаме некаква моќ и затоа е потребна добротворна работа и желба да се помогне со реални акции. Мојот инстинкт секогаш ми вели, помагај околу себе. Жулиет Бинош има одглумено во голем број на филмови кои оставиле печат во светската кинематографија и има работено со најдобрите светски режисери. Понекогаш мора одеднаш и да плачам и да се смеам. Не го делам животот во тие две категории, среќа и тага. Секогаш сметам дека интензивните емоции се добра подготовка за самиот живот. Тоа е на некој начин вежба за сето она што не чека во животот. Ако живееме во една голема трагедија, можеме повремено да се смееме и да бидеме среќни. На прашањето според што се води кога треба да прифати работна задача, вели дека е потребна добра интуиција. Бинош рече дека од филмот Чоколада научила некој рецепт, каде што не смеа одговори. Сценариото на тој филм го прочитав многу брзо, само поради самиот наслов. Јас уживав бидејќи обожавам чоколади, но Џони Деп воопшто не сака, па имаше многу проблем со тоа. Секогаш кога требаше да јаде, го плукаше. Постојано учам нови чоколадни рецепти, но ги заборавам. Повремено правам чоколадни колачи за моите деца.
Пресконференцијата Бинош со новинарите ја заврши со тоа што дека е зачудена зошто се уште Македонија не е членка на Европската унија и верува дека тоа наскоро ќе се случи. Жулиет Бинош синоќа ја доби наградата Златна камера 300 за посебен придонес во филмската уметност. За се она што се случува на фестивалот Манаки, гледајте во специјалната емисија Кон звездите со Тера, секој ден од 18 часот, а вечерва е премиерата на македонскиот филм До Балчак. Еве што ќе гледате во продолжение на вестите. Заев вели дека има сигнали за решавање на спорот за името. За ова по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали е потребно детските градинки да работат и во викенди? Да, не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. За прашањето за името во последно време не разговараме, затоа што стигнуваат сигнали за можно решение и не би сакал да бидам дополнителна причина за решавање или за нерешавање на овој проблем, вели лидерот на СДСМ Зоран Заев. Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е председателот на СДСМ Зоран Заев. Господине Заев, речиси секој лето се најавува жешка есен за власта, но тоа до сега не видовме речиси ништо. Каква е стратегијата на СДСМ сега? Како ќе се бори против власта? Стратегијата на СДСМ е составена од 4 столба. Едниот е партнерство заедно со граѓаните, ќе го води Стево Пендаровски. Вториот столб е работиме заедно, задолжена е директно Радмила Шекеринска, заменик председателот на партијата. Силна СДСМ е секретарската работа на секретарскиот тим и тоа е партиски ангажман строго заради билдање на капацитетот на СДСМ и опозиционите партии. И четвртиот е централниот систем на комисии или опозиционите комисии, опозиционите институции. Целта ни е преку сите овие активности да го подигнеме нивото на свесност во општеството, на активност на опозицијата и принудиме власта и владеачката комплетна гарнитура на испорачување на решенија за проблемите во Македонија. Од тој аспект, сама по себе, ќе биде драматична есента, заради тоа што ќе има силен критички осврт кон власт за се што не чини. Сите овие опозициони институции до најниска вертикала се повеќе од 2500 институции, буквално до најниско ниво, до најмалата општина. Само еднаш неделно адресирање за одреден проблем, тоа значи вадење пред јавноста на ниво на дебата, многу крупни проблеми кои што го тиштат општеството и допират буквално до секој семејство, до секој граѓанин, и тоа е тоа за кое што треба да дебатира нашето општество. Истовремено најавивме посебна есен, заради тоа што, како председател на најголемата опозициона партија, верувам дека ниту граѓаните, ниту Македонија може да си дозволат ваква лимбо ситуација. Нерешени политички проблеми во општеството, ниту на повидок решение на крупните проблеми за нашите интегративни процеси. Финансиски ни забраздува Македонија се повеќе и повеќе. Милиарди евра се испорачуваат. Во секој од сегментите на општественото живење има толку крупни проблеми. Актуелниот во образованието со штрајкот, пример. Во здравството долговите кои што генерираат несоодветно третмани кон пациентите, несоодветно испорачување на лекарства и слично. Сите сме потенцијални пациенти. Културата е одамна целосно разнишена работа. Во тој дел, ова есен, или ќе има попат на диалог, решение на проблемите, или ќе бидат принудени владеачките гарнитури да ги решат проблемите заради силината на опозицијата и испорачените чекори кои што опозицијата ќе ги направи. Груевски ве обвини дека го водите СДСМ под притисок на неколку луѓе, а вие пак најавивте дека ќе чекате уште извесен период за да дојдете до решение преку разговор. Но што ако не дојдете до решение? Каква е стратегијата на СДСМ на подолг рок? Прво, во делот на дилемите кои што за жал ги отвара премиерот, толку банално, толку провидно и толку би го нарекол со зла намера, нека го ценат неговите читатели и слушатели и гледачи. Генерално,
Социјалдемократскиот сојуз ниту сака, ниту има амбиции да биде ВМРО за да контролира се во овој општество. Ние сме демократска партија. Секако добре дојдени се сите пораки кои што можат да го подобрат нашето опозиционо делување. Но органите и телата на партијата се тие кои што ја носат одлуката. Што доколку не го надминате проблемот, имате ли стратегија на подолг рок? Секако. Значи, нема причина да бидеме прва опозициона партија во државата, лидер на се што е опозиционо, во Македонија ако немаме стратегија за излезни решенија. Зборувам дека ова лимбо ситуација има преговори или нема преговори, сите знаат и малите деца дека не може вака да обстои. Апсолутно, ние ќе расчистиме ова работа и со нашите мандати не може вака да обстои. И истовремено ќе ја принудиме власта на решение. Кој друг како не опозицијата да ја принуди власта да изнајде решенија за проблемите во државата. Така, тука се граѓаните, јавната дебата, медиумите и сите, но во ваков амбиент во кој што живееме, мора да биде најхрабра, најодважна, најрешителна и најубедена опозицијата. Да аплицира да дојде на власт и да го смени тоа што не чини во општеството. Со сите наши конкретни решенија, на многу внимателен, на многу суптилен начин, ќе ги преземеме чекорите, да ја принудиме власта кон решавање на проблемите. Не патиме и плачиме да ние станеме власт и да делиме власт со Груевски. Власта се добива на избори. За нас последните беа ниту фер, ниту регуларни избори. Затоа тенденциите се да создадеме врв на демократијата, слободно изразена волја на граѓаните на избори. Тоа е врвот на демократското право на секој граѓанин. Тука потекнуваат многу други демократски права. Немаме намера да отстапиме во ништо нашите барања. Сакаме да ги спротиставиме аргументите и наши на власта. Јавноста нека не биде сведок. Надвор сте од парламентот, а впечатокот е дека меѓународниот фактор не ве поддржува многу во таквото дејствување. Имате контакти со странците, што ве советуваат? Ве советуваат или да се вратите назад? Како председател на СДСМ? Не ни притискаат да се вратиме во парламентот. Посебно тие што се долги години овде, а не им почнал мандатот од некни, тие знаат која е историјата на парламентот во Македонија. Само подсетува. На неколку пати СДСМ, на 2 пати се враќаше безусловно. Секогаш јасно и гласно номиниравме во јавноста. Уште едни криминални избори ние нема да дозволиме. Не можеме да бидеме алиби на оваа власт за ова што и го прави на нашата земја. Затоа направивме се што можевме да направиме. Бевме овде и за политички диалог. Бевме и понижени одредени моменти. Се во интерес на Македонија. На тој момент се прекрши кога станувате штетни со тоа што сте добронамерни. Во моментот, ако ние се вратиме во парламентот, безусловно, прашањето е што ќе се случи со нашите пратеници како напредна фаза на забеганото делување на власт. Со години опозицијата тврди дека назадуваме кон Европската унија и кон НАТО, дека демократските капацитети во Македонија паѓаат, дека нема слобода. Но покрај тоа ВМРО ДПМН убедливо на сите избори победува. Ги утнувате ли темите што допираат до народот како опозиција? Вака, мислам дека сме јасно профилирани во јавноста. И не е проблемот во опозицијата. Прво, нема ни блиску до фери демократски избори. Нема ниту блиску можност за фери демократски избори. Нашиот систем на мало општество, вака контролиран од страна на власт, испорачува се што сака Груевски да испорачува. Тоа не е ниту слобода, ниту демократија. Еве ви врв многу нов. Председателот на владата го тужи председателот на опозицијата за процес толку јавно достапен до сите. Секој го има на повидок. За на крајот, преку судска инстанца, колку побара, толку судот му пресуди. Без при тоа да бидат разгледани доказите на опозицијата. Каква е стратегијата ваша да се борите со ваквиот начин на владење? Вадејќи на показ на јавност. Кои се деталите за уништените демократски вредности, ќе ги доловиме до показ до детал, доколку што може поголем број на граѓани со ваков медиумски простор кој што го имаме, вклучително со нашата стратегија да допреме до секако во Македонија. Постојано нагласувате дека власта е она која што одговорна за решавање на спорот за разликите за името и дека таа е она што ги има информациите. Но вие како председател на СДСМ имате контакти со меѓународните представници. Знаете ли до каде е проблемот за решавање на името? Можеме ли да очекуваме решение во скоро време? Не би смеал да калкулирам со можности за решавање на овој горлив проблем. Морам да потенцирам дека на нас како СДСМ и на опозицијата примарни цели ни се целосна НАТО интеграција и почнување на преговори со Европската унија.
Информации добиваме не само од меѓународните амбасадори. Еве Јали Ахмети рече дека Груевски прифатил Горна Македонија. Но тоа не се информации какви што треба да има најголемата опозициона партија, посебно не за вакво важно прашање. Ниту еднаш за сходно не најде премиерот на сите овие средби, барем да даде минимум информации. Јас не знам, ако се решава овој проблем, како ќе се бара поддршка од опозицијата. Свесен сум дека нашите позиции ќе бидат многу посилни и ќе гарантират многу побезбедна ситуација за Македонија во овие преговори, ако има консензус помеѓу власта и опозицијата. Макар таен некај, не мора да е јавен. За Македонија е исправно така. Тие се прашања кои што заедно мораме да ги решиме. Оти се важни за државата и за сите подеднакво. Кои се црвените линии на СДСМ? Апсолутно за ова прашање во ново време не разговараме, заради тоа што стигат сигнали за можно решение и не би сакал да бидам дополнителна причина за решавање или не решавање на овој проблем. Многу често СДСМ се има експонирано на оваа работа. Апсолутно кажав. Моето потекло, моето минато е Македонија. Јас сум македонец, зборувам македонски јазик. Сум граѓанин македонец кој што се сака ова наша Македонија. Ја сака вградена во меѓународните институции, но горда и достоинствена земја. Тоа ќе го постигнеме секако ако бидеме единствени. Ви благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела. Наред се светските вести. Партијата на регионите нема да учествува на изборите во Украина. Поредишната партија на тргнатиот од власт украински претседател Виктор Јануковиќ соопшти дека нема да учествува на предвремените парламентарни избори закажани за 26 октомври. Извршниот секретар на партијата на регионите Борис Колешников денеска изјави дека политичкиот совет на партијата одлучил против учество на изборите во време кога во земјата се води војна. Со нејзините проруски и евроскептични позиции, партијата на регионите ја има својата изборна и финансиска база, примерно во источна и југоисточна Украина, каде што владините сили се борат со проруските сепаратисти. Партијата освои 185 места во парламентот на изборите во 2012 година, а се дистанцираше и го осуди Јануковиќ за корупција, бегство од Украина и кукавичлук. Уште еден лекар почина во Сиера Леоне од ебола. Во Сиера Леоне официјално е потврдено дека од ебола починал и четврт лекар, и тоа откако не е овозможено негово префрлање на лекување во странство. Локалните власти потврдија дека починал лекарот Оливер Бак, државјанин на Сиера Леоне. Сиера Леоне бараше средства од Светската здравствена организација за да го префрли Бак на лекување во Германија, но Светската здравствена организација соопшти дека ќе му овозможи најдобра можна нега во Сиера Леоне. Од ебола се заразени над 300 здравствени работници во Гвинеја, Либерија и Сиера Леоне, а според Светската здравствена организација речиси половина од тој број починале. Во Западна Африка од вирусот ебола досега починале над 2400 луѓе, од скупно регистрирани 4784 случаи, но тој број е веројатно далеко поголем, соопшти од Светската здравствена организација. Наред е временската прогноза за следните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.